Леринското село Овчарани, сместено во западното подножје на планината Ниџе во Егејска Македонија, со историја која датира уште од предсредниот век и денес во овој 21 век останува лулка на етничките македонци и македонштината која гордо се негува и чува со столетија. Во грчките мапи, запишано како Мелити, ова село денес брои околу 2500 жители, од кои над 90% се македонци, кои одлично го говорат македонскиот јазик, бидејќи, како што самите тврдат, тој им е мајчиниот јазик. Велат дека дури и имињата на спомениците од починатите ги пишуваат на македонски со македонски букви. Пред 40 години формирале и културно-уметничко друштво во кое со генерации се негува изворниот македонски фолклор, традициите и адетите, зачувани уште од прабабите и прадедовците егејски македонци. До 85-та и 6-та беше забрането и да се зборува јазикот. Од 85-та и 6-та почнавме ние како дечиња да си бараме шо и како зашо татко ми, мајка ми и баба ми не знаеа грчки. Ние почнавме грчкиот јазик, го учевме во школа и го пренесиме дома. Ама зашо да биде забранет во јазикот, викаме. И после кога дојдовме на 20 на години, почнаме да бараме зашо ни ја забранува. Вика, не е грчки јазик, ама јас не сум грк тогаш. До 85-та ни беше многу тешко. Од 85-та барем за јазико не казнуват. Не може да не казнат. Барем по закону. И така, од тие години, да речеме, од 86-та, излегоме јавно и немаме никаков проблем, барем за песна и за оро. За друго имаме голема мака, спрема грците не признават како македонци. За македонецот Пандо, кого грците го прекрстиле во Анастијазис Панајотис, подпишувањето на Преспанскиот договор донел само срамно прекрстување на државата Македонија. Друго, ништо. Дециде не тој. За грково ќе зборни за македонците во егејскиот дел, не постоите, не правите, не сте грци, не сте грци и се со две јазици, ама грци. Ама како може грци да бидеме ние? Јас го пренеси грчкиот јазик дома. Зборувам за Овчарани. Ние сме чисто македонци тука. Овие егејски македонци викендов беа домајкини на своите сонародници кои со децении живеат, работат и делуваат во Хрватска. Македонските хрвати на своите брајке од Егејска Македонија им донесоа богата културно-уметничка програма со македонски песни, ора, рецитали, кои брзо прераснаа во сеопшта веселба. Јас сум од македонски Брод, наравно Република Македонија, и веќе 33 години сум во Пула, во Истарска жупанија, во Хрватска. Корените не смеат ни да се заборават во некој случај. Во Хрватска живееме многу убаво и ги имаме сите права, исто како и сите останати малцинства и веćинскиот народ. Па ние максимално се трудиме што повеќе децата, фактички не само јазикот и културата и се, да ги научиме и да продолжат по нашите стапки. Културната средба на македонците од Грција и Хрватска беше организирана од страна на Македонската граѓанска асоциација НЕИМА со седиште во Прилеп.